Денешната 4-часовна седница на Економско-социјалниот совет беше прекината откако владата, синдикатите и работодавачите останаа на различни страни. 6 месеци мислам дека немаше економско-социјален совет во време на најголема инфлација, во време на најголема финансиска криза во државата. Точки на дневен ред немаше од ништо, тоа што ние го бараме во изминатиот период. Немаше методологијата на плати што беше најавувана, уште се најавува помпезно од страна на владата. Нема за фискални импликации, нема за нови потпишувања на колективни договори. Министерката не е таа која што треба да го толкува член 8 или вработените во Министерство за труд и социјална комисија. Единствен кој може да го толкува законот е тоа законодавна управна комисија во парламентот. Значи пратениците. Од една страна кога не им одговара, тогаш викаат дека они се ставаат над пратениците и го толкуваат член 8, но од друга страна кога не им одговара за да толкуваат некои закони или некои мерки кои што треба да се донесат, тогаш не упатуваат во делот на собранието и повторно ќе пратениците. Значи тоа е една игра во круг која што трае бесконечно. Моментално во овие компании, можам и да ги кажам, во Евроникел Индустри, Боров дол Бучим Радовиш и 11 октомври фабрика за производство на цевки, моментално околу 1900 вработени се на принуден одмор од 70% од просечната плата. Тие се директно загрозени. Во најава се и големите индустријски капацитети, железарница бивша Макстил, со сигурност нема да работат декември-јануари, додека Либерти ладнава лавница е во предвремен, да кажам, ремонт, ресурсите ги репрограмираат за да може да ја пребродат оваа криза. Председателот на УПОС Трпе Дејановски во вечерашната топ тема обелодени дел од мерките и препораките на владата за намалување на расходите на буџетските корисници. Освен мерката за намалување на 10% на платата, која што беше единствено соопштена во јавноста, документот содржи уште неколку точки, меѓу кои намалување на прековремената работа за преку 20% во МВР, во Агенцијата за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање, работа од дома на вработените со ротации, а за синдикалците спорни се и според нив намерите на владата за суспензија или укинување на колективните договори. Намалување на трошоците за прековремена работа, што значи дека Министерството за внатрешни работи, сите што работат прековремена работа, да не им се исплаќа прековремена работа во пари, туку да им се дават слободни работни денови, да се реорганизира работата, што значи дека од тоа што го читам 30% од вработените во јавен сектор ќе треба да заминат дом. Синдикатите и од јавниот и од приватниот сектор предупредија дека сите заеднички ќе се спротивстават на било каков обид од страна на владата да ги укине или суспендира колективните договори. Денеска требаше да се донесе и пакетот на мерки за помош на стопанството, но владата одлучи тоа да се случи кон крајот на месецот. Државата донесе одлука финансиски да им се помогне само на одредена категорија на граѓани. Експертите сметаат дека тоа е во ред, но мора да има и мерки со кои би се забавила инфлацијата.